Добар ден. Ве поздравувам и денеска во Фактор здравје, вашата здрава навика со новата тема можноста заедно да комуницираме и гостинката чие што представување ќе следува во продолжение. Денеска во Фактор здравје ќе бидеме концентрирани на најчестата сензација, би рекол, или најсубјективното нешто кое што постои кај секој човек, а тоа е болката. Деталите ќе ги презентирам по првата рубрика Истражувањата докажа. Оно што сакаме уште еднаш да го потврдиме и докажеме е липодиецентарот во Скопје, кој што се наоѓа на улицата Димитрije Чуповски број 22, кој што успешно и без јојо ефект го решава проблемот со вишокот на вашата телесна тежина. Доколку имате интерес таму да закажете бесплатна консултација, термин и пред се да ги дознаете аспектите на овој протокол на исхрана со аминокиселини, срдечно ве поканувам да се јавите на 070 535 033. Оно што треба да го знаете е фактот дека липосукцијската исхрана докажано е дека ви помогнува за 30 дена да го намалите нивото на вашата телесна тежина до 10% од почетното ниво, а за останатите детали без оглед дали се медицински или естетски индицирани, слободно обратете се уште еднаш ќе споменам во липодиецентарот во Скопје на 070 535 033. Многумина болката ја опишуваат како најчудната, најприсутната сензација и пред се пријател на човекот, бидејќи токму таа е причината лицата, доколку ја имаат и се појави одредена болка или тип на болка, да побараат лекарска, фармацевска помош. Оно што денеска ќе го зборуваме во Фактор здравје е токму третманот на болка, тема која што ќе ви ја доближиме преку разговорот кој што ќе следува со магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и на стелбата Хром во Скопје. На почеток ви посакувам добар ден, добре дојде и сигурно овој тмурен ден ќе го разубавиме, би рекол, со многу совети од ваша страна. Како сте? Така, благодарам за поканата. Одлично се чувствувам. Јас секогаш велам колку и да е надвор тмурно во вашето студио, секогаш грее сонце и се надевам дека таа енергија ќе ја пренесеме и на нашите гледачи. Сигурно. Благодарам уште еднаш што во име на ДНА Анифарм денеска ќе гостувате. Предлагам да ги видите блокот реклами, а потоа ве поканувам со ваши прашања и присуство пред екраните да ни се придружите во продолжението од Фактор здравје. Вашиот интерес и прашања ги очекуваме и денеска и се добродојдени секако во Фактор здравје на 6091-925, односно 6091-924. Со магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и Хром во Скопје, денеска ќе ја обработиме темата третман на болка. Бидејќи споменав и ќе се согласите дека ова е најчестиот симптом, сензација и е многу индивидуална работа, би рекол, болката, што е оно што треба да се знае од многуте типови на болки, како се категоризираат, каква е нивната поделба и од што е тоа детерминирано, од што зависи. Болката е најчестиот симптом за кој што пациентите бараат помош во аптеките кај своите матични лекари. Поделбата на болката се врши во зависност од типот на болка, должината на траење на болката и нејзиниот интензитет. Така да постојат соматогени, неурогени и психогени болки. Соматогените се оние кои што настануваат при одредена повреда на дадено ткиво или орган, например постоперативната болка, заболката, главоболката, желудочната болка или болка во било кој дел од нашето тело кое што е врзано со функцијата на одреден орган. На сметка на тоа неврогената болка, значи е поинтензивна болка, значи во кој што опфатен централниот нервен систем и центарот за болка, и последната е психогена болка која што најчесто нема реална причина, меѓутоа многу често настанува поради самата помислена болка и самиот нервен систем, односно мозокот ја создава таа болка, иако не постојат физиолошки причини зошто таа би настанала. Во однос на интензитетот или јачината, постојат три типа на болка. Тоа е мала болка, умерена и многу јака болка, и според должината на траење имаме акутна и хронична болка. Ние како фармацевти многу често е многу битно правилно да ја препознаеме, значи за каков тип на болка станува збор, и благовремено доколку е нека болка која што е специфична и ни укажува на одредено, значи големо нарушување на здравствената состојба, пациентите да ги упатиме кон своите матични лекари, а понатаму да се дијагностицира од каде потекнува таа болка. Секако аналгетикот ќе го дадеме со цел да ја намалиме и ублажиме болката за да пациентот може нормално да
функционира. Меѓутоа, кога една болка трае повеќе од 3, 4, 5 дена и интензитетот не се намалува, туку се зголемува, веќе е доволен сигнал или апел дека пациентот мора да преземе сериозни мерки во однос на препознавање и дијагностицирање од каде потекнува таа болка. Кога ја третираме болката, ние во основа го третираме симптомот, меѓутоа не ја третираме причината. И затоа секогаш кога го даваме еден аналгетик или антиинфламаторен лек со цел да ја намалиме интензитетот на болката, овозможуваме да пациентот нормално функционира, меѓутоа ја на некој начин замачкуваме клиничката слика и многу често некоја сериозна состојба која што понекогаш и минутите, јас велам, живот значат, можеме да направиме контраефект кога ја намалуваме болката која што во основа алармира дека мора се да превземеме итни мерки во превенција на сопственото здравје. Како настанува болката, значи тој е механизмот на настанување на болката е многу специфичен и заради тоа сите овие аналгетици, антипиритици кои што и антиинфламаторни лекови кои што се користат, делуваат на принцип да ги намалат простагландините. Зошто? Затоа што кога настанува некоја повреда, рековме дека може да биде тоа и постоперативен зафат, па имаме болка после самата хируршка интервенција или некоја скршеница, ревматска болка, артритична болка или болка во некој дел од нашето тело, па дури ако станува збори на некој воспалителен процес, сега сме периоди на грип, настинки, вирусни инфекции, самата инфлуенца сама по себе исто така дава појава на болка во телото, посебно во мускулите и покачување на температурата. Овие симптоми кои што се јавуваат благодарение на покачување на нивото на простагландините во телото. Значи тоа се едни интермедирни супстанции кои што доведуваат до појава на воспалителен процес, болка, оток, на местото доколку имаме одредена целен орган или место каде што настаната повредата и истовремено покачување на телесната температура, заради тоа што простагландините излачени во поголема концентрација во крвниот систем доведуваат дури до агрегација на тромбоцитите и појава на опасност да дојде до тромбоза и некои други посериозни состојби. Заради тоа, секогаш кога ние алармираме, поготово при настинки, вакви воспалителни процеси каде што имаме повишување на простагландините, тие се во еден момент, додека температурата не достигне нешто повеќе од 38,5, еден вид на алармен систем за самиот имун одговор на телото. И не секогаш ние треба нивото на простагландините да го намалуваме, затоа што она умерено покачување на простагландини е еден алармен систем на нашиот организам дека треба да се вклучат низа други имунолошки процеси во нашето тело кои што ќе се изборат не само да го намалат нивото на простагландините, туку да го намалат и самиот воспалителен процес и да воспостават една рамнотежа во нашето тело. Значи на некој начин самото тело да се избори или да се одбрани од евентуален поголем напад, ако може така да се изразам. Така, меѓутоа кога оваа болка и овој напад е многу поинтензивен, тогаш аналгетиците, антиинфламаторните лекови се оние прв избор кои што многу често пациентите, знаејќи го нивниот ефект и самостојно на своја рака си го земаат. Зошто? Голем дел од нив веќе се на слободна продажба, можат слободно да се купат, дури едноставно пациентите влегуваат во аптеки и точно знаат што да побараат, што е она што е кај нив ефективно и што им дава резултати. Меѓутоа, како фармацевти, наша должност е да ги предупредиме кои се оние несакани ефекти кои што може да се добијат при долготрајната примена на овие нестероидни антиинфламаторни лекови. Зошто? Затоа што простагландините сами по себе се заштитен механизам на слузницата на желудникот. И многу често кога ги пијат пациентите овие нестероидни антиинфламаторни лекови, намалувајќи го нивото на простагландините, ја намалуваат и заштитата на слузницата во желудникот. Па многу често имаме појава на гастритични проблеми, зголемена иритација на хлороводородната киселина на слузницата, па дури појава на чир на желудникот. Секогаш велиме дека кога се зема одреден препарат мора да бидеме свесни дека тој ги има и одредени несакани ефекти и мора понекогаш да се искомбинира и со други производи или одредени препарати, лекови, додатоци во исхрана кои што ќе ги намалат нивните несакани ефекти. Верувам дека има доста пациенти, поготово во овој зимски период, ревматската болка, артритичната болка, е многу почеста. Остеопорозата е исто доста често присутна, па и болките во зимскиот период кај овие пациенти исто така многу е зголемена.
и употребата на нестероидни антиинфламаторни лекови, поготово во хронична примена, кај нив е се почеста и почеста. Што не треба да е така? Што не треба да е така, затоа што ние во основа ќе речеме да, реумата доживотно ја јавува болката, меѓутоа постојат и други начини кои што можеме да ги искористиме да ја намалиме ние таа ревматска болка, не секогаш користејќи ги овие нестероидни антиинфламаторни лекови. Да. Или пак кога имаме потреба за подолгорочно користење, секогаш да се користат одредени препарати кои што ќе заштитат слузницата на желудникот и многу често иматичните лекари кога препишуваат еден антиреуматик, препишуваат фамотидин или лансопразол или пантопразол, препарат кој што ќе направи заштита на слузницата на желудникот и ќе оневозможи несаканото дејство на нестероидниот антиинфламаторен лек да се пројави во желудникот. Да. Она што го споменавте на почетокот е градацијата или поделбата на болката и она што паѓа во очи или она што најчесто верувам дека лицата кои што имаат одреден тип на болка ги мачи, тоа е кога болката од акутна преминува во хронична. Так. Тоа може да се случи или да остане на ниво на акутна болка. Да, акутната болка, затоа реков, максимум се третира до 7 дена, но не и повеќе од 10 дена. Кога таа болка, рековме, интензитетот не се намалува, туку се зголемува или останува на исто ниво, пациентите мора да превземат посериозни чекори за да видат кои се оние други начини за третирање на одредено заболување. Самите антиреуматици, нестероидни антиинфламаторни лекови мора да имаат ограничена употреба и во основа секогаш мора да се комбинираат освен со овие антациди, како што рековме, били препарати што ќе заштитат слузницата, со одредени други производи кои што ќе го намалат воспалителниот процес. Сведоци сме ние дека многу често се користат и одредени локални креми кои што преку својот локален ефект на ладење, содржајќи ментол, еукалиптус, кај некои имаме и креми кои што греат, содржат во себе екстракт од чили, лута, пиперка, едноставно ја подобруваат циркулацијата, локално прават релаксирање на самата мускулатура и ја намалуваат болката. Се што можеме да истретираме со одреден локален препарат, кој што во себе содржи одреден препарат кој што има антиинфламаторно дејство, салицилати или ибупрофенот кој што е во облик на гелови и може локално да се нанесе на местото каде што пациентот има болка, верувајте, е многу побезопасно него хроничната употреба на лековите перорално преку уста. Не само ефектот на желудникот, тој ќе ве прашував, најмногу е оптоварен бидејќи сигурно најмногу е оптоварен бидејќи директно влегува. Затоа кај одредени пациенти кои што имаат вакви дигестивни проблеми, постојат и алтернативни начини за апликација на овие препарати. Ректалната апликација преку различни супозитори или чипчиња, интрамускулната апликација во облик на одредени инекции или пак раствори кои што се раствараат, повторно имаме перорална употреба, меѓутоа е намален несаканиот ефект пропратен во желудникот. Токму заради оваа дисперзибилна, односно растворлива форма на самиот лек. Од друга страна, не само на желудникот, тука се и несаканите ефекти, хепатотоксичното делување, зашто најголем дел од сите овие препарати се метаболираат во црниот дроб, кај некои од нив дури делуваат и нивните активни метаболити, на самиот тој начин црниот дроб е преоптоварен како една централна лабораторија во нашето тело. Да. И сега имаме последователни, она што велиме, едно лекуваме, друго оштетуваме, повторно се јавуваме во една ситуација. Но и не се лекува како што рековте, се маскира или само се ублажува симптомот. Се ублажува симптомот, не доаѓаме до причинската терапија и заради тоа секогаш велам, колку побрзо реагираме, проблемот здравствен многу полесно можеме да го решиме. Имаме пациенти кои што на пример одредени има автоимуни заболувања, реуматидни артрити, каде што освен тоа што пијат одредени нестероидни антиинфламаторни лекови, тука мора да се внесат и одредени кортикопрепарати, кај многу јака болка, тука се наркотичните средства кои што ја намалуваат болката, така да повторно доаѓаме до еден волшебен круг во кој што знаеме дека овие препарати што се навазани на трамадоли или морфиум, понатаму, наркотиноиди, имаме проблем затоа што се ствара отпорност на телото и веќе оние мали дози, понатаму стануваат неефективни, па постои потреба да таа доза постојано се зголемува со секој нареден внес. Да. Ќе продолжиме понатаму, имаме веќе 2 јавувања во овој прв блок од Фактор здравје. Добар ден, посакувам до првото. Дали сте на линија? Да. Ве слушаме, господине, кое е вашето прашање? Моето прашање е, јас имам
оперисано левиот колк, имам вештачки колк. Добро. Меѓутоа, после тоа ми се јавуваат болки на десната нога во коленото и во гуждовите долу во прстите ми се утрнати на десната нога, а на левата ми е колкот с мене. Така. Пијам диклофенак. Добра. И за заштита на желудецот фамосан. Добра. Добро, кое е вашето прашање сега? Моето прашање е, ама немам ефект од тој диклофенакот или наклофенакот, исто е, или тој, или тој. Да. Така. Ќе добиете За одговор, желудецот, благодарам. за желудецот. Да, за вашето прашање, за вашиот интерес. Пред да одговорите имаме чинам уште едно јавување. Добар ден. Дали ме слушате? Доколку не, повторно ве поканувам да се јавите во продолжение. Значи, пациентот рече дека ме оперира на левиот колк, а болката се јавува во десната нога. Знаете што, многу често кога ќе се изгуби рамнотежата, затоа што постоперативно секогаш пациентите гледаат да не оптеретуваат едната нога и многу често проблемите се јавуваат и на спротивната нога, зашто големиот дел од товарот се јавува додека се рехабилитира на спротивната страна. Меѓутоа, кај голем дел од вакви пациенти, еве моја препорака, сепак верувам дека и матичните лекари ортопедите имаат препорачано, значи да се направи слика на кичмениот дел, затоа што кичмата и лумбалниот дел кој што прави инервација во долните екстремитети, многу често со одредена повреда или дископатија ги дава сите овие симптоми, како што се болка или во колкот, или во коленото, или во глуждот, затоа што пациентот спомна и дека чувствува трнење, значи на нозата, кој што повторно упатуваат на еден вид на невропатска болка. Од Дали наша тука, фармацевска страна, Тие значи креми што ги споменавте или локално нешто, така, дали може да се може аплицира? слободно да аплицира одредени природни препарати. Има доста ефикасни истоконопни креми кои што содржат во себе ментол и евкалиптус, кои што ќе подобрат малку локално циркулацијата, ќе опуштат мускулатурата. Истовремено може како додаток во исхрана да се користат и витамински препарати. Тоа е неуробионот кој што содржи B1, B6, B12 и на некој начин прави опуштање на нерватурата и намалување на овој тип на болки. И бидејќи пациентот кажа дека користи диклофенак, за жал, И нема ефект, значи како што ефект рече. нема, ефектот ќе го има додека лекот делува. Значи во наредните 4 до 5 часа може да делува, кај некои до 8 часа. Повторно имаме нели индивидуален ефект на лековите зависно од тоа колку долго тие се користат кај пациентот. Така да може во даден момент да се консултира со матичниот лекар да тој диклофенак го промени со кетопрофен или пак со некој друг нестероиден ибупрофен или некој друг нестероиден антиинфламаторен лек, кој што механизмот на делување горе-доле е идентичен, меѓутоа повторно би рекла индивидуален пристап кај сите пациенти имаме различно искуство во поглед на овие нели аналгетици и Резултатите кои што ги даваат. антиинфламаторни лекови. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Ќе направиме пауза со реклами, пауза по која што ве поканувам да останете со Фактор здравје и денешната тема третман на болка. Ве поздравувам уште еднаш и ви посакувам добре дојде во вториот дел или продолжението денес во Фактор здравје. Темата веќе ја имате на екраните и потсетувам дека зборуваме на тема третман на болка. Вашите јавувања и интерес се уште се добродојдени и ги очекуваме на 6091-925, односно 6091-924. Ваша и моја гостинка е магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје, достапни секојдневно за совети, се она што ве интересира во однос на терапијата, но и превенцијата, бидејќи ќе се согласите дека превенцијата ни е во фокусот и на нашата емисија и на вас како тим во ДНА Анифарм. Пред моето следно прашање, или сакавте само нешто да кажете? Имаме гледач на линија. Добар ден. Ало, Дали ме добар ден. слушате? Одлично ве слушаме. Поставете го прашањето. Поздрав до докторката и до водителот. Благодарам. Посебно ве ценам. Благодарам многу. Јас имам болка, да кажам на докторката, на средните 3 прста на десната нога. Така. Бев на лекар, докторката ми даде пентоксифилин Добре. Добро. за циркулацијата. Да. Меѓутоа болката не ми престана. А последните 2-3 дена приметувам дека кога ги мрдам прстите во кичмата, во погорниот дел осеќам болка. Така.
Да. Дали ова доволно Да. за совет? Да. Доволно. И само мала исправка, ако дозволите, магистар фармацевт ни е гостинката Билјана Божиновска, Така. но не сте далеко од Да, лекар, вие сте така. дел од целиот добро, здравствен ние систем. сме сите, треба функционалност на еден здравствен систем го формираме сите ние, матичните лекари, стоматолозите, фармацевтите, специјалистите и мора сите заедно во добра соработка да бидеме за да имаме ефекти во третирањето на пациентите. Да. Само имаме уште едно јавување, но ве чекам да ја одговорите слободно. Пациентката спомна дека трите прсти, значи на ногата, ја чувствува болка. Вториот, третиот и четвртиот. Повторно ќе напоменам дека точно инервацијата потекнува од дрбетниот столб и не е лошо кога имаме вакви симптоми, едноставно да се направи една рентген снимка на рбетниот столб за да се види тука да не има некои дископатии. Во основа ке сите овие пациенти јас срдечно препорачувам одредена физикална терапија, да се консултираат со одреден, значи, физиотерапеут кој што точно и физијатар ќе даде точна насока како да се третира овој тип на болка, бидејќи најчесто инервацијата во оваа ситуација е основната причина за појава на болката. Пентоксифилинот кој што е даден има резултати затоа што тој во основа треба да ја разреди крвта и да ја подобри циркулацијата, меѓутоа постојат и други протоколи, така да секогаш велам дека кога терапијата за било која индикација трае од прилика 2 до 3 месеци нема резултати, сепак и матичните лекари и специјалистите ќе најдат нов начин и опција што индивидуално ќе одговара кај пациентката. Да. Во секој случај кај ваквите пациенти нема штета да се земаат витаминските препарати од типот на неуробионот или уримилот што претходно го спомнавме во една емисија, кои што прават на некој начин исхрана и ревитализација на нервниот систем и периферните нервни завршетоци. Благодарам за одговорот. Уште едно јавување не чека на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, господи, и вас одлично ве слушаме. Да, јас сум малку постара жена, 73, без малку 74. Добро. Ова што сега ќе ви го кажам и зашто се јавувам, не е можда класичен третман на болка, мислам вашата тема денеска. Добро. Меѓутоа станува збор за следното. Јас сум долгогодишен, преку 20 годишен, хипертоничен на нервна база. Така. Сега, деновиве, пред едно 2 недели, го смени својот матичен лекар. Така. И тој, за да не одиме со анамнеза која сум и што сум, предвиде да одиме чекор по чекор, односно ме прати на интернист да видиме која сум и што сум. Така. Испостави дека со мене се е во ред, со така. тоа што интернистот ми ја смени терапијата, која што долго години има, тоа беше лосартан со кордипин. Добра. И имав некои благи чешања и така печење на како да ти би гори кожата, меѓутоа ништо што ќе ве вознемири посебно. Добра. Кога го задобирав милот, со деметрин ми се чини дека ми го дадоа. Добра. Дали втората таблетка беше, јас 2 ноќи поред имав нездраво чешење, така да што втората ноќ јас морав додам под туш да ја ставам главата, одличинав дека ќе ми баше ненормално чешење. Така. Добро. Сега, отидов повторно кај интернистот, ми ја вратија старата терапија. Добро. Она што е предмет сега на моето јавување зошто имам сега продолжено, значи го имам стариот третман, старата терапија, а повторно имам чешење во главата, поготово с ношти, и имам како да ми гори кожата. Така. Дали ова доволно за совет? Благодарам за вашиот интерес и секој е добро. Пациентката кога спомна 73-74 не е воопшто стара, морам да кажам. Јас имам баба која што 84 години и се уште е витална, така да годините и енергијата зависи од духот на човекот. Во основа, пациентката она што го напомена дека има проблеми со чешање, терапијата е краток период прекинато, вратена е повторно на старата терапија. Од моја препорека, значи може малку повеќе течност овие 2-3 дена за да може телото да се исчисти од претходната терапија која што можеби очигледно дало одредена алергиска реакција кај пациентката. Треба малку можеби трпение, ако во рок од 2 до 3 дена повторно не се смири чешањето, да се обрати кај матичниот лекар, да се даде одреден препарат, можеби ќе треба да земе антихистамини кои што ќе ја смири и подпомогне да ја смири алергиската реакција. И кај ваквите пациенти верувајте дека има едно правило кога веќе
имаме терапија која што е делотворна, многу често и самите интернисти и доктори не се, не одат кон нејзино менување, се додека таа делува кај пациентите. Имаме за жал некои препарати кои што се стари и веќе во одредени западни земји и сврлени од третман, меѓутоа кај нас имаме пациенти кои што се уште ја земаат таа терапија и имаат одлични резултати. И во основа секогаш велиме зошто да го менуваме она кое што е делотворно кај одредени пациенти. Затоа индивидуалниот пристап е она кое што е многу битно и пациентите треба да знаат дека сите оние контроли кои што се закажани во точно одреден период се со причина закажани, за да интернистот, специјалистот или било кој специјалист го ја препорачал контролата за да види како таа делува кај дотичниот пациент. Зашто имаме врвни терапии кои што можеби кај 80% од популацијата ќе имаат одлични резултати, меѓутоа пациентот е во оние 20% кои што немаат ефикасност од третманот. Да, тој пристапот е индивидуален уште еднаш. Пристапот е индивидуален повторно и затоа велам нема правило дека ако некој препарат е стар препарат, Запад повеќе него користи дека нема делотворност и треба да се исфрли од кај нас. Кога веќе гледаме пациентот дека не реагира потполно исто како претходната терапија што ја земал, тогаш постои простор да некој дел од тој пристап се промени и повторно со внимавање како пациентот ќе реагира. Да, имаме време уште да споменеме, бидејќи рековте мускулоскелетниот систем, вклучително и зглобовите во овој период од годината, посебно кај ревматскиот артритис и посебно во утринските часови се најизразени, дали освен аналгетиците кои што како група на лекови имаат нус или несакани ефекти, може нешто да препорачате кое што ќе го намали или воопшто ќе нема таков негативен ефект? Напоменав уште на почетокот на емисијата дека освен препаратите, лековите кои што треба да ја намалат болката како симптом, се користат и одредени додатоци во исхрана или лекови кои што на некој начин ја третираат причината. Значи ние секогаш тежнееме кон причинска терапија. Дека нешто можеме да смениме драстично во клиничката слика кај пациенти кои што на пример веќе години патат од одредени ревматски, остеопоротични промени, артритични промени, не, меѓутоа има додатоци во исхрана кои што ќе ги ублажат болките, ќе ги ублажат симптомите, на некој начин колку толку ќе успеат во барем нормализирање и стабилизирање на здравствената состојба. Значи, барем да не се влошува ако не се подобрува. Имаме препарати кои што содржат во себе витамин К2, витамин Д, калциум, магнезиум, цинк, кои што се многу важни во овој период да се земаат во исхрана и за изградба на самите коски. Препарати кои што во себе содржат глукозамин, хондроитин, хиалурон, значи кои што на некој начин колаген ја изградуваат дрскавицата и ја возможуваат полесна подвижност, ензими кои што го намалуваат воспалителниот процес во зглобовите. Така да една суплементарна терапија кој што ќе, ги поднамали болките кај пациентите, а притоа нема да направи несакани ефекти, е многу важно да се направи вистински права препорака. Да, и пред да ви се заблагодарам, го имаме и последното јавување веќе на линија денес во Фактор здравје. Добро дојдовте, дали ме слушате? Добро утро и добар ден. Добро утро или добар ден. Да, господине, ве слушаме. Едно прашање можете го поставете го. Добар ден. Добар ден, господјо. Да. Поставете го прашањето. Пуште го посилно, не слушам. Слободно зборувате, ве слушаме, да. Мола ми се свикат како на син и на керка, не на доктор и на водител. Јас страдам од кожна болест. Така? Веќе дека ви каква мас не ми даде, не поминува. И ојдо на интернист. Матичната ми даде ојдо на интернист. И интернистот вика само ќе се мацкаш, вика течно пудро. Така. Да. А за каков проблем предпоставувам? И секаде, значи, вика не можам сон да земам Јас сум веќе стара, али знаеш како ти тешко ми е. Така. Дали ова доволно за совет? Ви благодарам, господи, и ви посакувам секое добро вам и на вашиот сопруг. Пациентката, како што разбрав, значи има проблем со кожата, не може да спие, има сувост, чешање, што ме веќе препорачана течната пудра, која што во основа треба да суши и да го намали сработи чешањето. Предпоставувам дека станува збор за некоја поинтензивна алергиска реакција. Верувам дека матичните лекари пробале и пациентката зема одредени антихистаминици кои што во овој момент мора да се внесат во телото за да внатрешно го намалат нивото на хистамин кој што се лачи во телото.
Меѓутоа, добра препорака е правилна хигиена на овој тип на кожа, зашто со текот на годините старата кожа почнува да цетенчи, да ја губи својата липидна обвивка, станува многу осетлива и на надворешните влијанија. Заради тоа, моја добра препорака е да се внимава и во изборот на препаратите за хигиена кај ваквите пациенти. Значи да се користат исклучиво маслени купки кои што оставаат еден липиден заштитен слој на кожата и не дозволуваат таа прекумерно да се суши и дехидрира. И истовремено препараките што ги даваат матичните лекари да се следат. Значи дали е тоа во даден момент кога има интензивно црвенило и чешање да се намачка со течна пудра, или ако е тоа локализирано на мало простор, значи да се намачка со одредени препарати кортико кои што повторно имаме ограничено користење 5 не подолго од 7 дена, или постојат дерматолозите многу често препишуваат формулации кои што ги подготвуваме во аптеките, каде што овие кортикопроизводи се разредуваат со бело бази или вазелин по масна подлога, за да едноставно може поголем дел од телото да се опфати. Моја добра препорака е сепак доколку не прекинуваат симптомите, консултација со добар дерматолог кој што ќе даде точна насока како да се истретира оваа состојба. Бидејќи освен перорална мора и сепак надворешна соодветна хигиена на овој. Хигиена. Да, ви благодарам. Со овој одговор и совет, добра препорака, да ве цитирам, или добар совет како што секогаш наоѓате време да дадете овде и во ДНА аптеките Анифарм. Ви благодарам уште еднаш и поздрав до тимот во вашите две аптеки. Благодарам за поканата. Благодарам и секој добро уште еднаш. Магистар фармацевт Билјана Божиновска беше денешна ваша пред се и моја гостинка, а неа и тимот на ДНА Анифарм ве упатувам да ги најдете и за совет да ги побарате во населбата Хром и Капитол трговскиот центар во Скопје. До утре ве поздравувам и ви посакувам пријатен ден.